На крајот од 70-тите Ридли Скот создаде два иконични лика, Вонземјанинот и Елен Рипли, која ја толкуваше Сигурни Вивер. Рипли продолжи да се спротивставува на чудовиштето на големото платно и во 80-тите и 90-тите. Во продолжението Вонземјани на Джеймс Камерон, таа спасува мало девојче од неговата челуст. Get away from her, you bitch! Во Вонземјанин 3, Рипли се самоубива со неговото бебе во неа. Во најновиот филм на Ридли Скот, Рипли ја заменува главниот лик Елизабет Шо. Актерката Номи Рапас говори за ликот што го толкува. She becomes a survivor and she Надминува опасни ситуации, вистински воин, типична хероина на Ридли Скот. Шо е археолог кој открива докази дека луѓето се плод на генетски инженеринг на вонземјаните. Откритието доведува до мисија во потрага по креаторите на човештвото на планета каде се одвиваше действието на првиот филм Вонземјанин. Но во Прометеј, режисерот Ридли Скот не го следи моделот од претходните филмови. Ово ја доведува во прашање теоријата на еволуцијата. I think we've tackled a lot of new ground. Мислам дека отворивме простор за нова форма на размислување. Се осмеливме да проговориме за тоа кој не создал нас, а кој нив. We're all here because of a map you two kids found in a cave. not a map, an invitation. From whom?